Училиштето за театар Чин 4 сцена 5 во вторник ќе има својата најнова премиера, насловена како Женско царство. Во оваа представа станува збор за промена на улогите на половите. Да. Повеќе околу оваа представа ќе ни каже Саша Нацевски за ините активности кои што следуваат за училиштето за театар Чин 4 сцена 5. Добро. Значи, на 2 октомври во 20 часот во големата сала при Центарот за култура Марко Цепенков ја имаме нашата најнова завршна представа на средна А и средна Б група при училиштето за театар. Тоа е народната комедија од Стефан Лазаров Костов Женско царство. Таа е интересна народна комедија во која што под некои како да кажам, религиски сплет на околности, каде што двајца светци се кладат дека доколку се променат улогите на половите, дека ќе биде поубава на земјата. Во едно малечко село тоа го испробуваат и настанува еден општ хаос, мислам, во тоа село, каде што жените, како што добиваат власта, така го губат умот. И тука имаме една интересна љубовна приказна, која што е малце погледнат од поинаков агол. Мислам, ова е Женско царство, ние како представа е како да кажам, една од нашите поуспешни представи. Ова е наша трета постановка на истиот текст. Првата всушност представа на театар Чин 4 сцена пред околу 11 години беше всушност Женско царство. Потоа повторно ја возобновивме со мали измени и адаптации и сега овој пат ја поставуваме со најнова генерација на актери, со нов концепт, нова сценографија, мислам, целосно нова визура и гледање на представата, бидејќи нели како што се менуваат години, така и ние со среваме и го менуваме погледот на светот. Инаку идејата за ова представа е всушност да им покажеме на прилепчани, на публиката, дека оваа генерација на актери што допрва треба да дојде и да се покаже на сцената, дека можат да работат и комедии, дека можат да работат представи од секаков тип, жанр и начин на изведба. Оваа представа играте во големата сала на Домот за култура Марко Цепенков, очекувате сигурно и повеќе публика. Па да, значи се надеваме дека со оглед на атрактивноста на представата и незиниот жанр, се надеваме дека ќе имаме полна сала и дека нема да биде само еднаш полна салата. Наредни представи, освен Женско царство? Па, значи, веќе ние започнуваме со нашата стандардна активност, тоа е прикажување на завршните представи, а веќе на трети, утредента, во 20 часот, во кино Мистон, нашите најмали членови, малечката група, ја има својата завршна представа, која што ја нарековме пинг-понг, кратки сцени за деца. И вреди да се спомене фактот дека сите собрани средства од продажбата на билетите ќе бидат донирани на хуманитарната организација Лео Клуб Dream Team од Деца за деца за нивните хуманитарни активности. Веќе после тоа, утредента, односно на 4-ти, ја имаме првата реприза на монодрамата Женска утопија во изведба, режија и адаптација на актерката Димитрина Мицкоска, која што на нашата прилепска премиера веќе најде на огромен интерес и на позитивни критики и на барање на публиката ние ја поставуваме на 4 октомври. Таа ќе биде исто во големата сала, ама на камерна сцена, бројот на публика е ограничен на 100 и ќе почне во 20 часот и 30 минути. Во наредниот месец очекувате гостување од странство, размена искуства, нешто што го практикувате како училиште веќе полуг период наназад. Па да, еве веќе на 7 октомври во недела нагости ќе ни дојде Пучкиот театар од општина Херцеговац, Република Хрватска. Тие ќе изведат својата представа Куќа за рушење, тоа исто е така една доста интересна комедија. И исто така покрај представата ќе оствариме и доста интересни културни соработки. Нагости ќе дојде и нивниот градоначалник, кој што ќе оствари средба со нашиот градоначалник. Бидејќи благодарение на помошта што добивме од локалната самоуправа од општина Прилеп, нашите гости ќе ни пристигнат на 7. И значи целта ни е покрај тоа што работиме на условно речено локално, малце да се глобализираме и тие соработки
што можеме да ги оствариме барем во нашето поблиско опкружување да ги реализираме ако ни пружат приликите. И веќе ви реков на 7 ќе ни дојдат хрватите, веќе сме преговори да ни дојдат и словаците, но затоа потоа. Дали може да им откриеме нашите гледачи околу вашата најнова соработка со Центарот за современа ликовна уметност и јавен простор Прилеп околу организирањето на новиот фестивал кој што следи овие денови за брзо во Прилеп? Па вака, значи Центарот за современа ликовна уметност го организира и реализира фестивалот со Марко на улица кој ќе почне веднаш после празникот 11 октомври. Кој е Марко пред се? Марко Цепенков. Марко Цепенков. Значи, целта на фестивалот, односно идејата на организаторите е да им го презентираме Марко Цепенков со сите негови квалитети и квантитети што ги поседува на еден поинаков начин. И нашата соработка е резултат на долгогодишното пријателство и соработка што ги имаме со Центарот за современа ликовна уметност, а тоа е на 11 октомври во налетната сцена во Центарот за култура Марко Цепенков ние повторно репризно ќе ја изиграме Женско царство како дел од целата приказна за тоа народно творештво кое што сакаат да го презентираат Центарот за современа ликовна уметност. И исто така учествуваме и со други активности во смисол на логистика, поддршка со осветлување, озвучување и така натаму и така натаму. А воедно со Центарот за современа ликовна уметност на 10 на вечерта кога се одбележува или кога се прави импровизираниот напад на участакот, ние подготвуваме своевиден спектакл заедно со локалната самоуправа и Центарот за современа ликовна уметност, а тоа е една дигитална визуализација или популарно речена 3D мапинг на самиот участак, кој досега во Прилеп не е виден и ги очекуваме прилепчани да видат една поинаква презентација на самиот празник 11 октомври. Значи тоа ќе биде за популарно народски кажано на времето кога е нападот на участокот. Да, за пукањето што би рекле, значи непосредно пред пукањето тоа ќе биде една мала програма од 7 до 10 минути, во која што на самиот участак ќе бидат направени разноразни визуализации со кои што ќе се покажат разните фази на развојот на Прилеп и исто така и на самиот ден 11 октомври кога е кога е започната борбата против фашизмот во Македонија. Саша, ти благодарам за овој разговор. Ја веќе го завршиме како што и го почнавме со представата Женско царство, која што ќе биде поставена во вторник во Домот на културата. Сите заинтересирани може да ги набават влезниците во Центарот за култура Марко Цепенков.